Гостим во студио 10 градоначалникот на општина Карпаш, господин Стефче Екимовски. Добар ден или добре дојдовме во општина Карпаш. Драго ми и добре дојдовте. Неколку теми за кои што сакам да поразговараме. На почетокот она што може би најактуелно што беше изминативе денови, тоа е она со сметот или со ѓубрето неисчистено во Скопје. И многумина, особено голем дел од јавноста, препознаа политичка игра. Не говорам за политичарите, дури јавноста веќе во Скопје, веројатно не можете веќе да ја лажете. Што конкретно се случи? Бевте ли вие на оној совет на градоначалници Плански регион, Скопски Плански регион? Не бев. Очигледно дека тој се претвори во политичко тело. Таму разумна изјава даде само градоначалникот на Центар. На другото се гледа да се препознава јасна политика внатре и политичка намера во целата работа. Нас не е проблем сметот. Сметот ќе собереме, ќе очистиме. Нас не е проблем јавното предпријатие. И наместо сите ние како граѓани, без разлика дали зборуваме за политички фактори во оваа држава, дали се работи за институции или обичен граѓанин, зарем не ни е битно нам да се расчисти состојбата со јавното комунално предпријатие, па дури нели ни е битно да се покрене одговорност ако некој со години толерирал некого да работи трета смена, тој да не доаѓа на работа. Ако некој работел и живеел во Германија, тоа многу лесно со истрага се докажува, а овде исто така земал плата. Замислете, има луѓе кои што работеле постојано трета смена со години, спиеле дома и утредента са вајле си оделе на други работни места, а од комунална хигиена му тече плата. Зарем нас како граѓани не интересира дека некои нашите пари што ги даваме наместо да имаме подобра хигиена, наместо да имаме поквалитетни возила. Еве на пример ние во Карпош сакавме да направиме подземни контейнери. Впрочем, тоа не беше дел од програмата. Одговорот беше од комуналното предпријатие, немаме возила за да ги подигаме тие подземни контейнери. Односно тоа што имаме и сега не можеме да стасаме овие да ги подигнеме, а камоли нови да купуваме. Сега такви стотина луѓе во едно предпријатие кои што имаат бруто плата негде 45 до 50.000 денари, може да мислите колку се тоа пари. Тоа се 5 милиона, 4-5 милиона месечно, годишно е тоа скоро милион евра. Па за милион евра ние колку возила, колку опрема ќе се набави, колку би се подобрила хигиената. Зарем не ни интересира како граѓани што ни се случува и зарем сме задоволни од ова што ни се случува во градот. И сега сите се, ја и уште една работа не можам да се начудам. Каде се организациите за заштита на женските права? Косана е жена. Со што се да искочат да ја дадат поддршка? Со што се соочуваше изминативе денови, со какви закани, со какви простачки, да наречам, малограѓански пцовки, закани, омаловажување и така натаму на незе како жена. Навистина нешто чудно се случува со нас. Како да сме навикнати да хигиената не биде на високо ниво, како да сме навикнати да не крадат, како да сме навикнати да има луѓе што не работат да земат плата, тоа си е најнормално и тоа се треба. И што е најстрашно, дел од политичките партии буквално како лешинари ја начека оваа ситуација за да можат уште повеќе да ја напаѓаат градоначалничката на Скопје. А мислам дека има ли на некого што не му е во интерес да имаме подобра хигиена и да се средат состојбите со јавните градски предпријатија? Гледајќи ги по социјалните мрежи реакциите, Даниела Арсос како градоначалничка кој што постојано е на тапет во овој случај, а оние реакции на социјалните мрежи, пред се од граѓански организации, се насочени исклучиво кон политичките партии, дека овој пат прекинете да правите циркус, земете, работете си работата, а апропо ова реакции на невладини, мислам дека видов на Фейсбук Лука Павичевич како поранешен председател на средношколци реагираше и за директорката Косана Мазова. Колку организации имаме за заштита на женските права? Каде настана практично проблемот? Што е проблемот? Што е проблемот? Тие луѓе што работеле само трета смена, сега се предлага да одат и прва, и друга, и трета. Ама тоа значи дека ќе мора да одат на работа. И ќе мора да работат. И ти не работеле? Па не работеле. Само трета смена доаѓале кога требало да се завршат нешто за нив. Такви се информации тоа таму, за жал. Да, тоа го гледав и ќе се обидам. Ај сега вака еве да карикираме. Од едно семејство во едно предпријатие да имате 40 вработени. Ајде да видиме дали некој во Македонија кој има приватна фирма
И фирмата му брои над 100 луѓе. Дали има 40 души вработено од своето семејство? Во приватна фирма, па нема да си ги вработиш сите роднини. Има ли логика тоа што се случува? Како се вика тоа кога се вработуваат од исто семејство? Значи се вика непотизам. Не случајно тој си има своја терминологија и не случајно тој си носи своји негативни ефекти. Еве ги негативните ефекти. Градоначалник, кој е политичкиот моментум? Што добиваш политички од една ваква ситуација? Очигледно во Скопје... Очигледно некој прво вака, например, Мицковски смета што полошо, тоа подобро. А СДСМ па сака да каже вие се избравте Даниела Арсова, еве вие сака па повторно да стави во таборот на ВМРО. Да помане као демек вината е кај Даниела Арсова за тоа што еве не се собира сметот, но не е проблемот овде Даниела Арсова. Значи, овој проблем го изнесува, веќе со месеци го изнесува директорката на јавното комунално предпријатие. И јас јавно сакам да ја честитам на Косана Мазнева, излезе на вистина достоинствена, излезе праведна, да ги изнесе работите на чистина, да се запознае граѓанството. Впрочем, институциите, што е тешко да утврдиме до денар, дали некој доаѓал на работа или не? Што е тешко да се земат на одговорности и тоа што го возможеле. Што е тешко тие сите што зеле пари, а не оделе на работа да ги вратат парите? Не можеме тоа да го направиме. Проблем е се докаже некој дали бил во Германија или не. По овие мобилните телефони, секоја вечер ќе ви каже дали сте биле на работа или сте спиеле дома со супругата. Истрагата многу едноставно ќе го покаже тоа. И сите тие пари треба да се вратат на јавното предпријатие. Неверојатно е тоа до каде отиде менталниот склоп на нашиот граѓанин. Ова се случувало изминативе, ова не од сега, ова е наназад. Вела дека наназад 15 години. Ако е така, навистина срамота е за сите градоначалници претходно. Разговаравме ние и со вас и како поранешен министер за економија околу тоа колку имаме по статистика работна рака, активна работа на население, но малку подоцна за тоа да го заокружам овој моментум. Не пораснали политичарите конечно во себе, во смисла на тоа дека тај што сакате правите, знаете, очигледно е дека и СДСМ и ВМРО, ДПМН, па и сите политички чинители, зависно од ситуацијата, играат во тој совет на град Скопје и гледаме и као демек, еве, градоначалничката е слаба, видите што, како, не знам. И сега, меѓутоа, кога ќе дојде ваква ситуација, ги убри, што е навистина право лошо за секој граѓанин. Вие не можете да си играте политика со вакви работи посред лето. Јас вчера бев во суд и една обвинителка ми рече, да не именувам сега, од кој град рече, беа ли од тој град да чистат во Скопје? Па викам, веројатно биле. Па она вика, они го очистија нашиот град, па дошли во Скопје да чистат. Тоа се кажува, значи, дека и таа као наводна помош и загриженост што се носеше од натрешноста во Скопје, пак тоа беше дел од сценариото и од политиката. За жал, водечките партии во Македонија го изгубија чувството за општото добро и се во трка за дневно-политички поени. Кој ќе ќари на ситно, малце повеќе, како да ви кажам, а општото добро скоро се занемари. Сметаат дека во моментов да ја нападете градоначалничката на Скопје, или ако едната партија во тој дел профитира, другата не се обидува да ја разобличи во намерата што ја прави деструктивна, туку другата партија гледа ако може и она да се приклучи малку барем да земе од таа дневна политика да прокнижи на своето конто, а очигледно дека вистинските поенти не се сакаат да се погодат и нити пак се прават вистински потези кои ќе бидат во интерес на сите граѓани. А тоа е, имаме јавно предпријатие, сакаме да биде чисто. Сите ние општини годишно Карпош дава 600.000 евра дополнителни средства за чистење и за одржување на зеленилото. А ние немаме таква обврска нити по закон, нити по било што. Се е тоа обврска на јавното комунално предпријатие. Па ние од вакви работи, ако го очистиме тоа предпријатие, ние нема да имаме потреба да трошиме и општински пари. Тоа ќе функционира најнормално. И сега, кој ќе ги соберете ние
Колку пари троши јавното предпријатие, плюс општините колку даваме за целата работа, ќе видите нас колку многу не чини хигиената во Скопје, а не е на ниво на кое што треба да биде. Ќе се сложите дека веројатно Скопје е најпрелјавиот град на Балканот. Но во исто време ќе се сложите со мене дека Косана Мазнева си даде резултат и јас немам забелешки, погледнете ги булеварите Партизанска, Теодоси Гологанов, Илинденска, 8 септември, мислам дека никогаш почести не биле. Нити контейнери, нити она што значи јавна хигиена, метење и така натаму. Порано сум се расправал и истото можам да го кажем и за паркови зеленило. И паркови зеленило гледате дека се е окосено, она што сме договорили тие да го одржуваат и хигиената во општината и одржувањето на зеленилото веќе е ставено на едно многу повисоко ниво. И ние тоа треба да го поддржиме, а не уште да вршиме обструкција, ако може да одиме надоле, за колку, за 100 луѓе да им биде добро. И било добро, и сега викаме добро, ја претеравте, ајде почнете да работите. Не, тие не сакаат да работат, сака и понатаму со нивните навики, и уште ние како политички фактори да асистираме од тоа, па тоа е грев према народот, према граѓаните. Према парите што ги даваме. Така, околу она идеја на градоначалниците од Скопскиот план како беше да не постои тоа комунално... Тоа не е нивна идеја, тоа е моја идеја уште од 2000 година. Мислам дека и паркови зеленило и комунална хигиена треба да се поделат по општините. Прво тука ќе имаме која општина колку пари се собира, а општина Карпаш да знаете дека е најдобар платиша, најдобро ги плаќа сметките за сите обврски што ги има во градот Скопје. И за вода, и за ѓубретарина, и за паркови, и даноците што се плаќаат, значи општина Карпаш. Во тој случај јас би прибрал најмногу пари, би имале дел од тие служби, значи со камиони, со чистачи, со едно со друго, само со добра организација стакло би ни било општината. Општините што помалку наплаќаат, што тогаш тие ќе земат дел од предпријатието, меѓутоа точно ќе се знае кај помалку се плаќа, каде луѓето спијат, не работат, и таму ќе биде и полоша хигиената. И мислам дека тоа е и треба да го направиме. И тогаш нема да имаме вакви кланови, нема да имаме битки во градот Скопје за јавни предпријатија, и тие предпријатија во тој случај не по мене не би требало да бидат загубари. Знаете, во прв момент, уште овој дел за градот Скопје, во прв момент делуваше дека е каприцна градоначалничката Арсовска. Како одминува времето, излегуваат оние информации дека имате многу луѓе кои што, например, работат во Германија, а овде се водат како вработени и тече и стаж и плата, и како ги вади сите тие информации градоначалничката, многумина ќе каже тај затоа што е против, не знам, Мицковски, против овој, против оне. Другата страна на медалјата е и во овој случај. Бидејќи се види една лютина во таа изјава на Арсовска. Дали таа навистина има сила да се спротистави и на ВМРО-ДПМН и на СДСМ истовремено, бидејќи ние гледаме дека и двете партии се насочени против неа, а таа се бори само против нив. Можно ли е да победи во едно такво? Силата не може да биде во еден човек. Силата мора да биде во аргументите и во вистината. Ако аргументите и вистината се на страна на градоначалничката, таа обавезно ќе победи. Но тешко е да придобиете перцепција. Знаете, кога веќе некој ви наметнува перцепција. Точно, политиката е политиката е перцепција. ВМРО-ДПМН има најслаб председател во историја на партијата, па си го има, си го чуваат. Мислам, дали ќе биде Данила најслаб градоначалник, крајот ќе каже. Тоа двете партии ја прават еден таков наратив, но Арсовска постојано оди онака, баш директно. Па, изјавата да го очистиме ѓубрето беше добра порака и до граѓаните. Очигледно е дека политичката сцена ни е контаминирана од популисти, од неодговорни луѓе, од луѓе без визија, од луѓе залутани во политиката. Очигледно дека треба да се прочисти политичката сцена. Може ли Арсовска да ја сврти јавноста комплетно, но еден дел на своја страна? Еве ова со сметот и со ѓубрето се покажа дека политичките партии кои што сакаат да соберат поени, на крај изгубија поени. Така. Јас мислам дека само она треба да биде уште повеќе поупорна и повеќе треба да ги објаснува своите потези.
во смисла како што имаме вечер, денеска ние ова емисија, повеќе гостувања, повеќе контакти со медиумите и мора за она што таа смета дека е право, мислам дека треба многу повеќе да се бори. Ајде малку општина Карпаш, пред да одиме на актуелни политички случувања, бевте актуелни изминатиот период, особено со оно што се случува во Советот, што се случува во Советот на општина Карпаш, што тој ќе гради не Стефче Екиновски, туку што не даваат советниците. Ни се удирали од глава она кампања Стоп на бетонизација. Стоп за бетонизација, а во исто време ВМРО ДПМН сите советници гласа 18 катница во Крњево. Каде што во маркицата нема 1 квадрат зеленило и не само во маркицата, туку и пошироко немате зеленило и најголем дел од објектите се приземе плюс 3 ката. Ако зборуваме за јавен интерес, тамо е сега паркинг. Значи, не зборуваме ни за јавен интерес во објект кој што ќе има 34.000 метри квадратни, кај што ќе има 500 станови и кај што ќе живеат над 1500 жители. И ВМРО ДПМН не е за бетонизација, нели? А тоа е против бетонизација само во Карпош. Во Карпош, плашејки се од натамошниот развој и успесите на општина Карпош, кои ќе бидат поврзани со мене. За жал, раководството на ВМРО ДПМН направи настан без преседан. Ние сме имале политички битки и со ВМРО ДПМН и со СДСМ, но никогаш не сме носеле луѓе на седница на Совет, како што тоа сега го направија, крајно неодговорно. Таму можеше да дојдеме до 27 април, да настане физичка пресметка, а луѓето се целосно дезинформирани, односно целосно излажани, ништо од тоа што им го тврдат не е точно. Наводно јас ке сум правил тамо згради, ке ги рушам фонтаните, ке правам згради. Мислам, 2016 година фонтаната било моја идеја да се направи, шеталиштето е моја идеја, урбаната опрема, тие коцки тамо што сме ги носеле, павер елементи, тие се носени од бетон лучко, од Загреб, со истиот материјал е правена Сплитска рива, тие европските метрополи со истиот материјал го прават. Таму е направено прекрасно детско игралиште, претходно нели имаше брод. И сега јас ќе носам урбанички план со кој што улица, сето тоа ќе го рушам. А вистината е следна. И кога е направено сето тоа, направено е на трасата на Јужниот булевар. Зошто? Затоа што трасата на Јужниот булевар е проектирана уште во 64 година, поминало 60 години, не е направена. Кога некогаш ќе се одлучи да се прави Јужниот булевар, граѓаните овој дел да го плодуживаат, односно да имат каде да се прошетаат, и имат кај да се дружат и така натаму. Значи, тие се обидува да ги излажат дека ќе се направи улица која се тоа ќе го руши. Тоа не е каде точно. почнува Јужен булевар? Да објасни. Јужен булевар почнува уште од Сарај, почнува па он излегува према Драчево. Да, тој оди дури надолу, ги фаќа... И тој се спушта. За економија ги фаќа сите оние култни кафеа. Да, значи се е тоа. Тоа со времено беше идеја и на Коце Тренарски, ако не се лажам, но што е проблемот? Каде буди очи во општина Карпош, каде што велите дека погрешно се брифирани и информирани луѓето? Кој дел во... Вие кој ќе им кажете на луѓето овде ќе се гради улица, ќе ви ја руши фонтаната. А и фонтаната и досега е направена на таа улица, на Јужниот булевар. И морам да ви кажам дека мене истрага ми правеа зашто сум направил фонтана, шеталиште, детско игралиште, сум пуставил урбана опрема, сум правил дрвореди на предвидена сообраќајница. И кога е направен, кога се направени тие објекти. И тие влегува во една страшна манипулација на граѓаните. И мене ме чуди како граѓаните не помислат дека вистинското место за информација е токму општина Карпош. Тој план што сме го правеле е најдемократски правен. На анкета дојдоа граѓани кои што имаа забелешки, сите забелешки им беа прифатени. Планот го вративме назад, уште една анкета направивме и пред да оди во анкета ги повикавме дали е тоа вие што го баравте. Да, тоа е тоа. Има 3 анкети, ни една забелешка нема и 2 пати советниците го гледале планот. Што е следната лага? Следната лага е внатрешната сервисна улица Јури Гагарин, гаражите ќе им се рушиле. Закон не е јас. Законот вели дека гаражата се означува во урбанистичките планови со X. Зошто? Луѓето имат имотни листови, но земјиштето државата не им дозволува да го купат
И тоа не е само во нашите урбанистички планови, секден из Македонија, каде има вакви гаражи како што ги имаме, како што ги имаме Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, тие се означуваат со X и нема потреба да ги... Нашата задача, мене како градоначелник и на нив како советници е да им дадеме правилни информации на граѓаните, а не да ги лажеме граѓаните. Тие не бираат за тоа да не лажат, да ги лажеме. Граѓаните не бираат за да им ги дадеме вистинските информации, а граѓаните се доволно паметни да расудат дали е тоа. И може да замислите, во такви тензии јас одлучив да ги повлечам сите точки на дневен ред, затоа што ми информира веќе дека колешка на 2 пати ја удриле, дека колега веќе бил спремен да се степа со некој граѓанин кој што навредувал и така натаму. И ги поканив да дојдат наредниот ден овде во нашата сала, која што собира максимум 25 луѓе, во 11 часот на по 2 часа. Во 1, во 3, во 5, во 7, во 9. И ако имаме интереси наредниот ден, ќе работиме заедно со службите, планерот, јас ќе бидам присутен. Се што не им е јасно, се што има забелешка, дај да видиме, еве да се разјасниме. Знаете колку луѓе дојдоа? 20. А иначе имаше 15 на луѓе дојдоа од ВМРО ДПМН, тоа биле нивни членови, отприлика 2-13 луѓе, се ги повлекоа и дојдоа само 20 граѓани да... Што значи јасна беше намерата да се инценира. Вие велите 27 април, алудирајќи на крвав инцидент, толку беше тензично напнат? Да, толку беше тензично. Имаше навреди, имаше пцовки, имаше... Кон градоначалникот Јакимовски, бидејќи и кон мене, и кон општината, и препукувања со службеници од општината. Добро, и чаре како? Има, бидејќи овде некој ќе споменат разни бизнесмени, едно друго, меѓутоа, како видите во крањево гласа, ВМРО ДПМН колку? 18? Така беше? Ама зашто не донесеме закон бизнесмените да ги стреламе? Све што е бизнес на оваа држава да убиеме. Не. Ама која логика е бизнесмените? Значи, алузијата на таа зграда што треба да се гради до Реплек тамо сега е стовариште. Значи, тамо е стовариште, градежни материјали, песоци, што ти нема тамо. Значи, подобрувањето во тој дел е тамо ќе имаме објект и второ, ќе ја поврземе улица Козле со улица Адолф Боровски. Сега вие може да излезете, граѓаните на Нерези може да излезат покрај Реплек и второ место е онамо покрај Петар Гошев да излезат на Теодоси Гологанов. Значи, цела населба излегува само на две места. Вака отвараме и трето место на кое што, значи, да го реласираме притисокот на улица Јури Гагарин, оној дел кај што живее Петар Гошев, дали ме разбирате? Таа улица е многу фреквентна. Козлете што помислува. Он е најпозната личност. Јури Гагарин има многу делови од Јури Гагарин, затоа не ја потенцирам како улица. Сега, тамо била предвидена зграда и со претходниот план, Од Министерството за транспорт и врски ни сугерира зградата да биде каскадна, да има повеќе делови. На еден дел бидејќи е ќош, да еден дел да биде 11 ката, на втор дел да биде 8 ката, па да иде на 6, па да иде, мислам, на 4 и да завршува на еден дел на еден кат. Тоа го инсистираше Министерството. А инаку, законот, бидејќи се наоѓа, така се вика линиски центар, кој се наоѓа на главна сообраќајница, тој дава неограничена можност за висина 100, 200, 300 метра, ако... Значи, нема никакво ограничување. Башка, изгоре на тоа Мишко, никој немал забелешка на таа зграда, ни претходно, ни сега. Така, каде се греши во неубедување на јавноста, туку во таа политика? Каде се греши? Што е поентата? Зошто некој кочи, например, ако било предвидено? Јас не знам како градоначалник што треба повеќе да направам. 2 пати сум ги информирал советниците. Јавно им е презентиран планот. Граѓаните сум ги послушал што побарале на анкета. И тоа 100% што побарале, се е така направено. Направени се 3 анкети, ги прошло сите процедури потранспарентно. Јас не знам како може да се носи еден урбанички план и ја мислам дека ќе се разбравме со граѓаните и дека нема да има пречки и натаму да се разбираме за се што имаме аргументи. А впрочем, зошто некој се обида да носи луѓе
на седница на Совет, за да се направи хаос, галама, затоа што немат аргументи против планот. Па они немат никаков аргумент против планот. Чекайте се, ова е против планот или против Екиловски, затоа што е жесто критичен Не, на Мицкоски? планот, знаете кој си игравме джамли спотер, значи се прави спотер. Планот е спотер за да ме удрат мене. Тоа е тоа. Планот им се средство преку кое што ќе се нападне градоначалник. А зошто планот треба да биде мој? Тоа што јас како градоначалник, за разлика од некои политички партии, не се крием, планот не е мој, планот е на општината. Јас сум предлагач на планот, но тој план е и на советниците, и на службите, планот е на општината, на граѓаните. А што треба, ја да треба се скријам? Зашто ќе сум губил поени? Ако сум во право и ако имам аргументи, не да бидат 50, 550 илјади да бидат, јас нема да се повлечам. И сега кога ќе продолжи седмицата? Седницата, најверојатно следна седница ќе имаме во август. И ќе видиме. И јас ќе сакам повторно уште еднаш планот да седнеме во работна верзија да го гледаме со советниците. Нема да одмарате или? Молам? Нема да одмарате? Јас планирам да одмарам една недела, но советниците секој во различно време го зима одморот и сега не можеме да... Каковте во август ќе биде следната седмица? Па очекувам во август и сакам на една работна средба уште еднаш советниците да го видат планот и да видиме дали е тоа така како што тие им го презентираа на граѓаните на општина Карпуш. Добро. Уште еден момент во овој дел, она улица... И она што најбитно не кажав. Јавната таа сообраќајница, Теодосиј Гологанов булеварот, Јужниот булевар, не сум го смислил јас, го смислил градот Скопје. Прво Кензо Танге, го превзеле сите претходни градоначалници и овој генерален план го донел Коце Трајановски. И го потврдил Мине Јанакиевски. И што имам јас тоа? Јас сум должен тој коридор да го превземам. На генералниот план е направен регулацијски план, кој го носи градот Скопје. Он ни е уцртал точно улицата. Дури имавме некои коти непревземен од сообраќајницата, не натераа повторно, ни го вратија планот назад, да тие коти мора да бидат уцртани токму онака како што предвидува генералниот план за трасата на Јужниот булевар. И ние тука не може да мрдаме. Ударот во Карпош е врз Стефче Кимовски затоа што го напаѓа Христијан Мицкоски или затоа што сака улица да му извади од кај оново каде што живее Мицкоски? Не. Мислам дека господин Мицкоски има проблеми сам со себе. Него таму му смета и што има кафич. Него таму му сметаше да се прави, бидејќи во намера, претходно имаше ресторан Александрија. И собственикот вршеше реновирање за да тој се продолжи да биде ресторан. Тоа зборуваме за Влаја. Зборуваме за Влаја. Тој интервенираше да не биде ресторан, затоа што ќе било за свадби, ќе се правеле, ќе имало тука галама и така натаму. Под мој притисок собственикот се откажа од таа намера. Потоа изрази желба Тинекс, господинот Тодоровиќ, да тоа биде Тинекс маркет. Повторно господинот Мицкоски има проблем, ќе се паркирале многу коли, ќе му било проблем за дома, одење и така натаму. И од таа идеја се откажа собственикот. Тамо со сите претходни планови бил предвиден трговски центар. Со новиот генерален план дозволено е домување и со претходниот план тамо е вцртана зграда. Сега му смета и зградата, а како ќе ја направи зградата? Со тоа што вика дека му смета улицата. Улицата Есперанто, гледате како има меандрира, улицата Есперанто со сите претходни планови, таа продолжува право и таа треба да се вкрстува со улицата Ангел Динев со под прав агол. Ние сега имаме вкрстување на улицата Есперанто со Вангел Дину во еден чвор, заедно со Партизанска, и законот вика за вкрстување вакво треба да имате минимум 100 метра оддалеченост, а ние таму имаме 15 метра оддалеченост од раскрстницата и на Сабајле тука е една невидена гужва на сите возила што доаѓаат од кај Порта Влаје, одоздолу од кај игралиштата во Влаје и овој дел што доаѓаат граѓани од кај Хром што сакаат да излезат на Партизанска, и тоа настанува еден, како и оние што идат од другата од Влаја 1, што сакат да идат према училиштето, и тука имаме ние заклучување на сообраќајот. Значи, тоа не сум го смислил јас,
Тоа го смислил некој што е за тоа платен и стручен, а тоа се сообраќајните инженери. И они со сите планови викаат улицата Есперанто треба да оди право и треба се сече со Вангел Дину под прав агол и треба да има оддалеченост околу 100 метри од раскрсницата на Партизанска. Тоа е вистината, ништо повеќе. Лажат дека се зима од школскиот двор. Згора на тоа таму има приватна собственост каде што сме проектирале градинка. Тие луѓе мора да им се обезбеди влез во градинката, значи се е тоа невистини, шират невистини дека ќе земело од школскиот двор. Или пак невистините сообраќајницата ќе било опасно за децата. Ве молам, Јан Амос Коменски ни се наоѓа на улица Лондонска, на улица Варшавска и на улица Букурешка. Војдан Чернодримски ни се наоѓа на Дрезденска и се наоѓа на улица Борка Талевски. Христијан Тодоровски Карпош ни се наоѓа само на една улица, а тоа е улицата Орце Николов. А пак Вера Циревири Трена ни се наоѓа на 4 улици. Од сите страни е окружено со улици. Ево ова наше училиште, овде гледате, од овде имаме улица, позади имаме улица, од 3 страни од таа страна имаме булевар Илинден, исто така од Карпош 4, од сите 4 страни окружено со улици. Мислам, тоа апсолутно не држи дека со изградата на улицата ќе се загрозила безбедноста на децата, кога сите наши училишта имаме измеѓу 2 и 4 улици на секое наше училиште на територија на општина Карпош и нигде немаме никаков проблем. Впрочем, со тоа уште се олеснува, бидејќи граѓаните од 4 страни можат да пристапат, например, како што е... Дополнително во еден дел вие споменавте, тамо веќе има и некои приватни лица кои што не можат да се стигнат до своите парцели на кои што... Тоа се староседелци, влаешани, о кои што целото училиште е направено на нивното имање. И сега им е вратен еден дел од некои, не знам, 900 квадрати или 1000 квадрати, не знам точно, не ме земете за збор. Да, тоа е нивна собственост. Тоа, пазете, цело кино влае каде што имаме тој комплекс, значи како се денационализирало и како собствениците си го враќале имотот, така овој собственик што е сега, он го купувал од луѓето што си го денационализирале. Значи тоа било нечии бавчи било, и училиштето, и делот на кино влае. Инаку да знаете, кино влае е прв трговски центар во Македонија, каде што имало кино, каде што имало самопослуга, каде што имало месара, каде што имало сладкарница, кројач машки, кројач женски, кафана, три шешира, Марко. На тоа потек, продавница за бела техника, продавница за Емиши Зарзава, така е вика, мислам дека братство имаше. Тамо тоа беше комплекс, направи 64-та, тогаш не градале вакви трговски центри. Добро. Ќе биде интересно во секој случај во Карпаш, на седниците, подготвени сте за уште како да кажам, по-тешки седници, помашни седници, или ќе се видите да неутрализирате со овие средби пред секоја седница? Јас сум имал, секој план е гледан по 2 пати од страна на советниците. И може да мислите вака, на крај, кога ќе го гледам планот, и велам, што предлагате сега? Тоа знам и во студио. И пазете, ќутат сите. Добро, што предлагате? Во која насока да оди изготвувачот на планот? Тие луѓе сакаат да го завршат планот, сакаат од нарачателот на планот да си ги добијат парите, тоа што го работеле планот, не можат луѓето да работат без пари. Им пропаѓаат фирмите. Значи, ние сме должни да кажеме, слушај, не мислиме вака, треба да се работи овој план вака. Немаат одговор. Они го чекат кој ќе дојде во конечна верзија, за да вака искочат, го излажат народот по социјалните мрежи, се ги вклучат партиските војници во деструкција, во лага, во креација за неточни информации, носат и од други комитети. Јас имам слика, мајка и керка од Карпош 2 беа присутни на протест. Не, на протестот сега на седница на Совет и така. И од аеродром имало луѓе во Карпаш, но затоа велам како и да ќе биде поприлично интересно да се следи, но за жал урбанистичките планови не стана, како да кажам, поле за собирање на ефтини политички поени. Приметувам, например, уште првиот пат кога дојдовте, само што седнавте на функцијата во студио, кога дојдовте, го донесовте тој голем план во студио. Така беше, да. И гледам после сега помалку може би вие ретерирате, бидејќи како доаѓа секоја седница, вие само кратите. Ама знаете што? Еве инсистира детското игралиште да остане во Влаја. Добро, нека остане. Еве, тука
имавме предвидено црква и натаму мислам дека тоа беше најдоброто место за црква. Плоштадот е прекрасен, плюс црквата, тоа ќе си направивме еден прекрасен комплекс против црквата. Добро, црквата од тука ја пренесовме на оној дел кај кам маркетот. Тоа е спрати кам, така? Спроти кам. Тоа се веќе две барања удоволени. Натаму имаше некои делови кај што беа П+3, таму кај спортските терени во Влае, ги направивме П+2. Спортските терени, планерот сам, без да не консултира, ставил 10 метра висина, ако утре се сака трибина или нешто да се прави, за да не треба да се менува план. Они скокнаа тука, ќе се гради, не знам што, и така пак со лагите нивни. Добро, му рековме на планерот, тргни го тоа, значи тој дел се испочитува. Оној дел, при крајот на Влае, пред порта Влае, по дужината на Адолф Циборовски имаме едно парче кое сакавме да го направиме катна гаража. Гледате какво е порта Влае, значи нема каде да се паркира. И сметам дека најцелисходно е да направиме, да ставиме урбанистичкиот план. Ако сега немаме пари, може ќе имаме после 2-3 години да се направи една катна гаража каде што возилата ќе се соберат и нема да биде таква гунгула околу порта Влае. Се бунат и против катната гаража. Добро, сега ќе го направиме тоа зеленило, ќе го направиме парк и тоа е ставено во урбанистичкиот план, значи најголем дел од забелешките сме седнале, сме ги сме ги прифатиле. Ќе биде ова ваша тешка борба. Не знам, зградата да нема, како може да нема зградата? Зградата постоела со претходен план. Таму објекти имали со претходни урбанистички планови. Сега не можеме ние да се инаетиме. Значи плановите не може да бидат место за инат. Со планирањето се подобрува животот на граѓаните на општина Карпош, се подобрува снабдувањето. Ние кој ќе речеме се изградувај објекти вамо, таму и така натаму, а снабдувањето колку се подобри, колку маркети се направи од тогаш, колку е подобро снабдувањето на територија на општина Карпош. Нови училишта и приходи за општината и на крајот од денот Вишко, најмалку се битни приходите, Добро, тоа живее општината. Светот се бори да направат кој може поубава зграда, а ние гледаме кого можеме да оневозможиме. Пред 3 дена ми дојде еден гостин од Израел, веќе се знаеме 15 на години, и ми вели вака: нема недела да не се гранатираме со арапите. Ние буквално седиме на ракети. Мораме да мислиме да измислуваме нови оружја. Мора да измислиме оружја кои што ќе се спротистават на нивните оружја. Значи, во една таква воена психоза, ние постојано градиме, се развиваме. Така, што правите вие, ми вика? Што правите вие? Ние гледаме стагнација овде. Вие немате ни 1% од проблемите што ги имаме ние, а ние мислиме на све. И да војуваме, и да се браниме, и да напагаме, и во исто време да мислиме за развојот на градот. Еве сега проектираме метро под Тел Авив на 60 метра дабочина, и знаете што ми вели? Знаете кога е предвидено тоа метро? Наредниот ден после 6-дневната војна, кога Израел војуваше со сите земји од околината. Значи, градоначалникот додека они војувале, он предвидел што ќе се гради, како ќе се развива Тел Авив. Ние мора да мислиме на развојот. Знаете, малку што, например, кај некого иритира во цела оваа ситуација. Сега вие имате независни советници, не знам, зелени, не знам, имате опозиција, меѓутоа, од друга страна имате и граѓани за кои што ние говориме, кои што, например, затоа што некој му текнало заради некој хир, и сега тој не може да ја реновира својата барака затоа што не поминал дупот на Стефчија Кимовски. Сега јас морам да го чекам пак е дупот мој, Кимовски, а не е дупот на граѓаните. Така е, да, и сега морам да чекам да помине дупот за да можам да, не знам, да адаптирам барака, карикирам. И на крајот од денот апропо згради. Сега не дека сме адвокати, меѓутоа тоа е ако е моја земја, веројатно ја имам право така согласно закон што можам да правам. Се вака, Мишко, вие кај што живеете, вашата барака има земјиште околу 170 квадрата. Во 170 квадрата колку имате стамбен простор? Сигурно доле имате 100 квадрати и на спратот имате 100, така ли е, 200 квадрати. По оно што има 4000 квадрата земјиште, колку треба да му даеме ние, што треба да гради он?
Ме разбирате? Да, Вие имате толку изградено, а вие имате право на уште еден кат плюс. Ме разбирате? Значи вие таму имате право на 300 и кусур квадрата а имате 170 квадрата земја. Кои што имаат бараки, например, ги гледам во Влај. Знаете, кој е иронијата? Од другата страна на Влај, на Иван Цанкар, се гради, од оваа страна не се гради. И сега кога ќе прашате што се случува, ние крајбераменици не знаеме. Инат се случува и ништо повеќе. Ако во Влај, ако не се бориме за Влај, не знам ваква, таква, макво, зашто градиме од Господин Иванов, јас како Ја ништо за градење, да не ме разберат погрешно. Може да мислите вака. Сите улици во Влај сум ги реконструирал, сите рабници, сите тротоари. Комплетно е променето осветлувањето. Направив нов водовод. Зградичките што се беа на тој дел покрај Адолф Боровски се напојуваат со сосема нов водовод и нов водовод се направи за овој дел на куќите што се после основното училиште Димо Хаджидимов. Ги направи спортските терени, го направи шеталиштето покрај Вардар, го направив площадот Делфина и го направив, значи, основното училиште Димо Хаджидимов од корен е реновирано. И сега замислите, формираат група борба за Влај. И сега прашате ги против кого ќе се борите? Па крави пасеа во Влај на игралиштата. Јас имам слики каде што има трња и крави, нережаните уште има крави тука. Тоа се случуваше 2001-2002 година. Луѓе мои. И сега тие како да кажам, тие прават организација борба за Влај. Не знам кој е во таа организација. И сега кој против кого? И сега се прашува против што се бори? Се бори против тоа што сме го направиле. Па гледате го, ја ви гарантирам дека Кеот на Вардар, тој мој проект, е најуспешниот проект во Република Македонија. Ви гарантирам дека Кеот на Вардар имате повеќе шетачи него од Охридската ривиера. Има. Зиме, лето, дење, ноќе, така или не е така? Спортските терени во Влај нели се најатрактивните терени во Македонија? Вака е секој вечер. Площадот Делфина, од навечер поминете да видите, ако има под 200-300 луѓе, што да ви кажам? Тамо сум јас. Така ли е? Го гледам метежот. Сите улици се оборени, тротоарите да можат граѓаните да, значи нови асфалти, све реновирано, училиштето од корен реновирано. Значи се што требало еден градоначалник да направи за својата населба, тоа го направил. И сега вие ќе се борите за Влај. Они се борат, они го сакаат повеќе Влај. Јас сум учел основно училиште во Влај. Децата ми учеле, сега син ми живее тамо, јас сум израснал во Влај, ја нема куќа што не ја познавам во Влај. Ја нема човек што не го знам во Влај и они ќе се бореле, како да ви кажам, тие некои дојденци што се умислени и обично од советнички групи или од независни советници, они општината ја гледаат на компјутер, на тастатура и мислат дека општината и проблемите на граѓаните се на тастатурата. Сега ќе ви кажам еден пример. Сега колегата ме информираше дека на Радио Лидер некој граѓанин е на Радио Лидер и кажува дека во Жданец на игралиштето тревата е накосена метро трева имаме и дека имаме еден куп ѓубре и реквизитите биле уште он кога играл, а очигледно дека е повозрасен. Бидејќи немам закажано со граѓани, ја запалив колата и отидов горе и имам клип, можам да ви го покажам, тревата е окосена, едно хартивче, еден пикавец нема. На площадчето во Жданец на враќање срекам наш човек кој одржува хигиена, му викам ти секој ден чистиш овде, па вика чистам и во Трнодол зашто тој е на одмор, значи на 2 дена чистиш, да, на 2 дена чистам. И гледате како гледам едната табла била искршена, ставена стаклена табла, таа веројатно кога тој бил мал не играл на стаклена табла во Жданец и се гледате какви лаги се шират непотребни. А ја живеам тамо во Жданец и отидов не за да го демантирам него се зачудив дали е можно моиве луѓе да не окосиле и да не очистиле. И се видите со какви се тоа лаги. На овие теми нема крај ако ги фатиме Карпуш, кога Карпуш е голема општина и веќе тоа. Ама знаете што, клучот е, дајте да престанеме да ги лажеме луѓето. И клучот е граѓаните мора да имаат верба во своето водство. Се што ги интересира ќе дознаат овде. Јас граѓани не враќам.
Нека дојдат, преска дојде еден граѓанин имал проблем. Па да, видов и ние се да чекаме. Значи не враќаме ние. Службите се отворени. Гордана Силјановска е прекрасна особа. Секој граѓанин го достојува, го прима што треба да му објасните. Сега вие ако си дојдете со предубедување и спремен да се расправате и спремен да не прифатите ништо од ова што ќе ви се аргументира, а што е вие не се помоште. слушате? Кога разговарате не се слушате, односно не сака да ве слушат. Има и такви граѓани. Тој дошол со своето предубедување, кој год аргумент да му дадеш, тој не чека вие да му објасните, тој само мисли што да ви каже. Добро, еве ќе ве сослушам, ама се сослушайте ги аргументите. Ако законот вика гаражата се одбележува со X, како да ти обележам ја? Така. Да цртам гаража? Дајте ми малку градоначалник политика и да привршуваме. Излегува анкети, не знам дали ги видовте анкетите, ВМРО ДПМН има водство, доаѓаат редовни и председателски и парламентарни избори. Па сега Една од информациите дека Стефчо Јакимовски ќе сака да се кандидира за председател на држава. знаете што? Малку ВМРО си го лажат за да влезе, да ја лапне јадицата за да гласа за уставните промени. Демек има толку рейтинг, па и ако гласа, нема многу да му падне рейтингот. Второ, ја не сум убеден во највисокиот рейтинг на председател Пендаровски, ова искрено го кажувам. Што за мене сомнеш фрла врз целата таа анкета. Што се однесува до кандидатурите за председатели на држава, мислам дека малку сериозно треба да подразмислиме за председател кој што сепак малку ќе размислува со своја глава. Нема лесно да попушта пред притисоците. Многу потрезвено ќе ги гледа работите, ќе биде поразумен за сите негативни појави во општеството да реагира понавремено и поотворено и во исто време на оние од надвор што не притискаат малку покритички да гледа кон нивните притисоци, нивните размислувања. Ќе има редовни парламентарни или? Јас мислам дека ќе има редовни парламентарни, затоа што веќе нема време кога тоа да се организира. Вие во август ако распишете изборите треба да бидат во октомври, а таков договор нема. Нема договор и во законот за изборниот закон нема договор. Значи нема време за таа работа. Да. А дали ќе бидат заедно, например, председателски, нешто имаше една варијанта, прв круг председателски, втор круг председателски заедно со парламентарни, се размислува и така? Има се повеќе размислувања председателските и парламентарните да бидат одвоени. Да, И по мене тоа би било добро. Председателот на државата да го избереме да не се качува на општиот бран на парламентарните избори. Партијата што треба да победува, да речеме, и ќе си го даде и председателот. Ако го одвоиме, ние ќе избереме председател што мислиме дека ќе биде најдобар за нас. И мислам дека е добро да го одвоиме председателските избори да бидат одвоени. И сега, дали Стефчо Јакимовски ќе се кандидира за председател на државата? Дали размислувате во таа насока? Знаете што? Многу е рано да се размислува за таа работа. Моите 63 години искуството кое го имам во политиката ми дава за право да размислувам за било која функција политичка функција во државата. Резултати во своето работење сум имал, имам доволно политичко искуство, имам и доволно интегритет за носење на политички одлуки, за разлика од некои кои што, како да кажам, многу се нежни на притисоци, но имаме уште скоро година дена. Има време. И за размислување, и за носење одлуки. Уставните измени, мислите дека ќе поминат во собрание, онака како што бидејќи гледаме се што и како се случува? Па со оглед на тоа што ката ден ВМРО ДПМН оди во Брисел, мислам дека нешто се кува и се подготвува излезно решение за ВМРО ДПМН. Гледате гаранции во Бундестагот, не знам, гаранции ќе дала Америка, па нас Америка не призна подуставно име, поголема гаранција здравје, па после американците има присутен на подпишувањето на промена на името. Колку е реално да поминат уставните измени од аспект на тоа што гледам дека власта инсистира нормално, затоа што доаѓа тој ноември кога треба да почне втора меѓувладина конференција, во меѓувреме Мицкоски прво прифати, односно оно што го бараше, па дуи веднаш му излегува од влада, па потоа
се Па повлече, ретерираше. па денес вели, карикирам, па неодамна вели, прекинуваме секаква официјална комуникација со владата. И тоа е стабилна политика која се води. Таков човек треба да ни води државата. Дали размислуваше пред да ги даде изјавите на пресот после средбата со премиерот Ковачевски? Дали е свесен што каже? Зошто има потреба сега од ретерирање? Што јас мислам? Дека ваква крупна работа, внесот на бугарите во уставот воопшто не е наивна работа. Таа не е обична уставна промена. Таа повлекува права од различен аспект, изгора на тоа што ние се сомневаме дека ќе има дополнителни барања од бугарите покрај внесот во уставот, се обидуваат да не убедат и председателот Пендаровски и власта да не убеди дека нема да има дополнителни барања, а веднаш на таквите тврдења ни одговара Румен Радев дека има дополнителни барања, дека тоа не е точно. И нас ни се проблем дополнителните барања. Што значи дека барањата ќе одат дотаму додека нас не срозат како нација, како ентитет. И мислам дека оваа работа добро почна премиерот Ковачевски кога ги собра сите политички лидери, таму слушнавме и паметни работи. Например, една паметна работа што ја каже Амен Дуктачи дека господинот Киро Глигоров му понудил на Желю Желев да и бугарите влезат во уставот, тој категорички одбил. Значи, ете, од една таква средба ќе слушнете и некоја новина која што ќе ве стави вас сериозно во размислување. И мислам дека дали ќе влезат бугарите во уставот или не, треба да има широк општествен консензус, да се расчистат сите работи, ништо не смее да се крие од народот. Има дополнителни работи или нема? Ако ги има, кои се? Точно треба да се знаат кои се и ние треба да одлучиме дали ќе ги внесеме или не, дали сме спремни да ги прифатиме и дополнителните барања или не. Ако не сме спремни, ние треба тука да застанеме. Но во исто време сметам дека не треба се тактизира и треба се искочи јасно да им се каже на граѓаните. Што е што? У крајна линија, има ли подобра причина за да одиме на референдум? Зашто народот за ова прашање да не одлучи? Па ние не живеат волови во оваа држава, живее народ. Нема веќе човек што нема средно образование. Па дајте ги скочиме на референдум. Ако не ги внесеме, ќе се блокираме, ќе облокираме европскиот пат. Народот ќе си каже, го сака европскиот пат, не. Нели 70% народот сакал да оди во Европа? На референдумот тоа ќе се потврди и тука немаме, ќе бидеме разоружени ние што се противиме на внесот на бугарите во уставот. Зошто тоа прашање да не оди на референдум? Добро. И секој граѓанин во тоа прашање не е тоа едноставно прашање. Тоа прашање мислам дека се кријат замки, кои што замки не сакаме докрај да му ги објасниме на народот, а мислам дека треба да биде коректно, се каже да, ќе ги внесеме во уставот, но треба да го направиме и тоа, и тоа, и тоа, и тоа, и тоа, и така натаму. Не знам, учебници промени, се што треба да има во историја, во едно, во друго. Благодарам, беше ова градоначалникот на општина Карпаш Стефче Јакимовски, гостин во Студио 10.